Лавина реакција од страна на родителите бидејќи нивните деца на екстремно високи температури одат на училиште во неклиматизирани простории. Вријат и социјалните мрежи од коментари во кои родителите бараат предвремено да заврши учебната година за основците. Ова следува бидејќи времето е премногу топло, а училниците во основните училишта немаат клима уреди. Но и покрај ваквиот став на родителите МОН не попушта. Оттаму велат учебната година ќе заврши на 17 јуни. Од општина Штип свесни за ситуацијата во основните училишта, но децидни дека не можат ништо да променат како локална самоуправа. Остануваат уште неколку дена до завршување на учебната година. За жал мора да кажеме дека наставата во училиштата во општина Штип се одвива во тешки услови, во тежнати услови, затоа што температурите се навистина високи, а училиштата не се толку опремени со климатизери за да може да се соодветно да се изгладат просториите каде што би учеле учениците, така што навистина е тешко да се работи во такви услови. Меѓутоа, за жал, ние како општина не можеме овде да направиме ништо, бидејќи прекинувањето на наставата, односно одлуката за прекин на настава е во рамки на надлежностите на Министерството за образование и наука. И уште неколку дена остануваат до крајот на учебната година. Ако се добие некое известување од Министерството за образование и наука, веднаш ќе биде пренесено. Ако не може предвремено да заврши учебната година, може барем да се скратат часовите, па децата на училиште да одат до 11 часот, велат родителите. Кога државата се наоѓа во жолта, односно портокалова фаза, нехумано е основците да бидат во неклиматизирани училници. Од општината и на ова велат дека е одлука донесена од страна на МОН. Нема најава ниту за кратење на часовите. Учениците одат со редовен распоред, со регуларни часови од 45 минути. Инаку во периодот од 29 април до 6 мај годинава, учениците за прв пат беа на пролетен распуст. Учебната година ќе трае до 17 јуни, а летниот одмор почнува на 18 јуни и завршува на 31 август.